Есенските месеци вообичаено почнува сезоната на грип и настинки. Гостивар не е поштеден. Амбулантите се полнат со пациенти кои се жалат на висока температура, кашлање, малаксаност. Симптомите се слични со коронавирусот и без тестирање тешко може да се каже за што точно станува збор, велат лекарите. Децидни се дека за да ја одредат правилната терапија и да знаат со што се справуваат, мора да се направи ковид тест. Сега доаѓаат со симптоми на слични на короната, грипозна состојба, или имат и со пролив што има пациенти. Сега меѓу обичниот грип и меѓу короната, сепак ние подобре да направиме тест за корона, дали брз или ПСР во зависност од деновите колку е болен човекот, затоа што после трети, четврти ден брзиот тест не е по мене валиден, значи тогаш ги прачаме ПСР тестови да земаат. Имунизацијата против сезонски грип се уште не е започната. Вакцинацијата против ковид пак веќе се одвива и со трета доза. Медицинарите се со став дека граѓаните треба да се вакцинираат за да се заштитат од вирусите. Во меѓувреме да не заборават на основните мерки за спречување на ширење на зарази. Луѓето не се плашат од ништо, додека не дојдат тука, значи не можеш да им докажеш дека треба маски да се носат, треба без разлика што и владата, министерството рекло и во надвор да не се носат маски, јас све уште апелирам да се носат дистанца, да има лична хигиена, да се одржува, значи тие три работи можеме се многу лесни него кога ќе дојде овдека заболен. И вакцинацијата, значи да не ја заборавиме, значи луѓето морат да се вакцинираат. Еве сега ќе дојде и трета доза, почнеме да се вакцинираме, значи јас ја чекам да помине 6 месеци, јас да си се вакцинирам лично, ќе си се вакцинирам и за сезонскиот грип. Според податоците од Институтот за јавно здравје, кои се однесуваат на периодот од 25 до 31 октомври, во земјава пријавени се 73 случаи на грип, што е во рамки на просекот и очекуваното. Од почетокот на сезоната евидентирани се вкупно 102 заболени. Од нив 33 се од Дебар, 30 од Охрид, 23 од Гостивар, 8 од Скопје, 5 од Тетово и 3 од Кавадарци. Лекарите советуваат граѓаните периодов да обрнат повеќе внимание на превентивата. Во исхраната да се внесува многу овошје и зеленчук и да се пијат топли напитоци. Како најголема грешка што луѓето ја прават го посочуваат лекувањето на своја рака, односно земање антибиотици без консултација со лекар. Алармираат дека тоа доведува до отпорност на лековите, пошто тие не делуваат кај пациентите.